Денеска наш гостин е градоначалникот на Дојран, Анго Ангов. Зборуваме за повеќе теми. Овде сте, добре дојдовте токму на денот кога почнува Д фестивал, меѓутоа тоа е само еден од поводите за кои што ќе разговараме и темите, ќе разговараме и за друг интересен фестивал кој што ќе се случува подоцна во август, но почнува туристичката сезона. Кога ве прашав како стоите со туристите во моментов, ми споменавте дека ова е период на оние транзитни туристи. Ајде да почнеме со тоа каква е туристичката слика моментално во Дојран и што се очекува за годинава. Па ако тргнеме од фактот да зборуваме за денеска е, можем да кажем, Дојран преполн со гости, посебно заради Д фестивал кој што почнува денеска, со програмата. Тоа е фестивал кој што секоја година, веќе 9-та година се одржува, секоја година добива се повеќе и повеќе на популарност. Инаку, што се однесува до туристичката сезона, обично овој период до 15 јули е период кога најпосетени сме од транзитните туристи, туристите посебно од Србија, кои што преноќуваат и продолжуваат кон Грција. Мене ме радува фактот што веќе во последно време, освен тоа што беа најчести гости, меѓутоа и тоа што остануваат веќе подолго, по 2, по 3 дена, затоа што и доста вложуваме во промоцијата на Дојран на српскиот пазар. Да не зборуваме само за оние транзит туристи кои што се обидувате да ги задржите на што подолго, да зборуваме за оние кои што сакаат да дојдат во Дојран токму заради Дојран, но и оние кои што можеби сакаат да заминат на некој друг агол од нашава земја, но и надвор од неа. Што е тоа што им го нуди Дојран? Како ќе ги привлечете и домашните, но и странските туристи? Знаат ли доволно што може Дојран да им понуди? Токму тоа и го работиме во претходниот и во наредниот период, ќе го работиме. Дојран, знаеме сите дека представува бисер на југоисточниот дел од нашата држава. Правиме напори да внесеме дополнителни содржини со кои што ќе привлечеме и поголем број на странски туристи. Во последно време правиме многу големи кампањи на странските пазари, посебно на српскиот и на бугарскиот пазар, каде што имаме големи потенцијали. Она што сакаме да го направиме и што е моја голема заложба е ставањето во функција на фронтовата линија, која што ќе ни донесе многу странски туристи, каде што посебно сите учесници на таа фронтова линија, како што се англиската војска, бугарската, француската, се многу заинтересирани за ставање во функција и посета од нивна страна. Иако сега не е ставено во функција, меѓутоа имаме голем број на посети од нивна страна. Дојран знаеме дека има многу атрактивна туристичка патека, имаме плажи, дополнителни содржини за децата, гурманските специјалитети да не ги изоставиме, бидејќи Дојран стана посебно најпосетена туристичка дестинација кога се работи од гурмански аспект, не само во летниот период, туку во текот на целата година. Имаме буквално сето она што еден турист би бил, сето она што би го задоволил еден турист. Морам да напоменам дека во моментов работиме многу на ставање во функција на сите тие културно-историски споменици, кои што ќе ни донесат буквално голем број на странски туристи и на домашни туристи секако. Имаме добиено доста проекти со кои што во наредниот период треба да почне да се реализираат. Барате ли помош и од надвор, од европски фондови? Па мислам дека можем да кажем слободно дека Дојран е лидер во добиени проекти претходната година. Самите проекти треба да почнат да се имплементираат веќе почнувајќи уште од септември. Сето тоа со нивната имплементација и реализација, мислам дека Дојран ќе добие една поинаква слика и ќе биде уште поатрактивен и ќе привлече уште поголем број на туристи. Зборувавте за езерото, зборувавте за храната. Во август некаде предстојува она што е наречено фестивал посветен и на виното и на рибата. Да. Нешто што исто така се очекува да привлече внимание, нели? Претходната година се одржа за прв пат по моја иницијатива. Фестивалот помина одлично, оваа година продолжува, веќе втора година. Планираме да го усовршиме тој фестивал, пред се заради фактот што го понудуваме буквално она што нашата држава
е најпрепознатлива, посебно убавото вино. Меѓутоа, уште попознатото и она што ние се трудиме да го промовираме, нашите гурмански специјалитети дојрански, кои што веќе стекнуваат се поголема популарност помеѓу посетителите, односно туристите. Овој разговор го правиме токму на денот кога почнува годинашното издание на The Festival, манифестација која што веќе се покажа како многу повеќе од музички само настан, кој што привлекува урбана публика, би рекла, од Македонија. Факт кој што со задоволство еве го истакнувам во прашањето. Организаторите и вие од општината успевате да донесете годинава 50 бендови, музичари, диџеи, врвни имиња од земјава, но регионот, но и од странство. Едниот дел од прашањето нека се однесува, делумно го одговоривме, но нека се однесува на тоа што понатаму со The Festival, веќе одговорноста е голема, се покажавте, односно и фестивалот се покажа, меѓутоа тоа значи дека одговорноста натаму е уште поголема за да се покажете добро кон публиката. Меѓутоа, како ова ќе и помогне конкретно на општината, иако сепак зборуваме за значаен настан, но настан кој што трае само 2 или 3 дена во годината? Да. The Festival е добар пример како треба да се прават фестивали во нашата држава. Мислам дека се поголема популарност добива и на во другите држави. Посетеноста на странските туристи е се поголема од година во година. Значи, добиваме еден интернационален фестивал кој што станува заштитен знак на Дојран како туристичка дестинација. Ние даваме максимални напори за одржување на тој фестивал и помагање на главните организатори, односно Пасфорт продукција. Морам да напоменам дека се работи за едни врвни професионалци во својата професија, така што јас сум презадоволен од соработката. Истата ќе продолжи во наредните години и се надевам дека секоја година ќе го унапредуваме се повеќе и повеќе овој фестивал и еве оваа прилика сакам да ја искористам и да апелирам и до државата за поголема финансиска помош, бидејќи навистина станува збор за еден прекрасен фестивал и многу посетен фестивал. Така. Да ги споменаме на крај сепак уште еднаш и плажите, каква слика да очекуваат туристите годинава, сепак не се оди само за храна и вино и секако за фестивалот, меѓутоа се оди таму и за езеро. Поради плажата. Оваа година градската плажа, која што се наоѓа во централното подрачје, е комплетно уредена и попесочена по сите стандарди. Дел е оставена за слободно користење на посетителите. Останатите плажи кои што се во функција на понудата, нели, на Дојран како туристичка понуда, се во одлична состојба, ги дочекуваат првите туристи. Мене ме радува фактот што во последно време ги гледам дека се преполни, односно ни недостасуваат дополнителни плажи, заради тоа што се попосетени се постојаните, меѓутоа имавме доста проблеми нели со надоаѓањето на водата во Дојранското езеро. Таа ни правеше доста проблеми. Еве, можам да кажам дека овие денови отпочнува изградбата и на новиот дел, односно реконструкцијата на најзапуштениот дел кој што ни беше од поплавувањето на плажите. Со помош на Југоисточен плански регион ќе реализираме проект, односно ќе го разубавиме делот од плажата Елем до плажата Фуктак, така што добиваме уште една дополнителна плажа која што ќе ставиме во функција на Дојран како туристичка дестинација. Ви благодарам за ова гостување. Првиот човек на Дојран беше гостин денеска во Еден тав. Ви благодарам и на вас на поканата. Се надевам дека ќе се гледаме почесто. Така, се разбира. Благодарам. Благодарам.